Ве поздравувам и посакувам Божи благослов. Денес вообичаено треба да имаме кратка проповед. Па јас дори нема ни да ја наречам проповед, нема време за занимливости, иако има доста интересни. Ке ги оставиме за друг пат, следното тромесечие. Денес имаме нешто како лабораториска вежба за повторно за Христовата вера, иако тоа нема така да се вика овој пат. Па на самиот почеток, бидејќи денес е последната сабота од тромесечиево, значи последната сабота кога се уште беше, значи до пред малку актуелна старава библиска поука за големата борба. Дали ги имате сите со вас библиските поуки? Би требало да ги имате, не? Бидејќи денес ја проучував, се едно во кој формат точно. Тоа не ме интересира. Може во глава да ја имате. Ја има некој во глава библиската поука. Во природната апликација. Добро, да отворете на 65-та страница или одсекот за 27. мај ова година. Тоа беше понеделник, 27. мај, 65-та страница од поукава. Отворивте? Патем речено, ова беше лекцијата која што своевремено не водеше низ неа сестра Ивана и не беше многу одамна. Па би сакал тука да се подсетиме на еден цитат кој што поуката, веројатно авторот Марк Финли, се погрижил да ни го обезбеди. Првата реченица од одсекот, ако сте таму сте, гласи вака: адвентистите на седмиот ден ги следат стапките на реформаторите, кои ја нагласувале светоста на Божиот закон. Ја гледате таа реченица? Во ред. Продолжуваме. Поуката ни вели: забележете ја следнава мокна изјава на Џон Весли. Тој е основачот на методизмот, иако до крајот на својот живот беше и си остана англикански свештеник во Англија во 18. век. Но методизмот беше основан и продолжи да се развива само во Америка на почеток. Која е изјавата на Џон Весли? Ја гледате? Значи, поуката ја нарече оваа изјава мокина. Да видиме во што се состои нејзината моки. Цитираме: обредниот или церемонијалниот закон што Мојсей им го предал на синовите Израелови и кој ги содржал сите наредби и прописи во врска со старите жртви и служби во храмот, нашиот Господ навистина дошол да го уништи, разреши и целосно да го укине. Пратимо има некои 3 точки. Што значи цитатот е прекинат, но продолжува. Но моралниот закон, содржан во 10 заповеди, на кои инсистирале пророците, тој не го отстранил. Намера на неговото доаѓање не била да се отповика кој било дел
од тој закон. Тоа е закон кој никогаш не може да се прекрши, кој стои како верен сведок во облаците. Секој дел од тој закон мора да остане на сила за целото човештво и за сите времења, како нешто што не зависи од местото и времето, ниту од какви било други околности подложни на промена, туку од природата на Бога и природата на човекот и нивниот непроменлив заемен однос. Тука завршува цитатот од Џон Уесли. И што е суштината? И зашто адвентистите на седмиот ден го цитираат ова? За да покажат дека и некои од протестантските водачи пред нив тврделе дека Божиот морален закон е вечен, непроменлив за сите луѓе, за сите времења и така натаму. Но, да се вратиме на првиот дел од цитатот, пред точките. Уште еднаш ќе го прочитам само тој дел. Обредниот или церемонијалниот закон, што Мојсей им го предал на синовите Израелови и кој ги содржал сите наредби и прописи во врска со старите жртви и служби во храмот. Нашиот Господ навистина дошол да го уништи, разреши и целосно да го укине. Се согласувате со ова? На почетокот од овој одсек ни се кажува кои стихови од Библијата треба да ги прочитаме. И кој е првиот наведен текст, што и тогаш го споменувавме за време на проучувањето на оваа лекција. Евангелие според Матеј, 5 глава, 17 и 18 стих. Така ни вели пуката да го прочита. Така. Прочитајте ги стиховите, вели. И прво, Матеј, 5 глава, 17 и 18 стих. Значи, прво треба да ги прочитаме стиховите што се наведени и другите стихови што се наведени, а потоа следуваше пасусот што го прочитав од тој ден, од тој одсек. Па да го слушнеме Господовото слово. Што кажа Господ во врска со законот, да се подсетиме? Евангелие според Матеј, која глава? 5 глава, кој стих? 17 и тука е наведен и 18 стих, значи дел од Христовата проповед од гората на блаженствата, на почетокот на таа негова беседа. Го знае некој на памет? Толку познат стих. Значи, 17 стих. Исус рече, немојте да мислите дека сум дошол да го поништам законот или пророците. Не сум дошол да ги поништам, туку да ги исполнам. Како гласи вашиот превод, ме интересира. Овде вели глаголот поништам. Дали имате некоја разлика во други преводи? На друг јазик, може би? Како?
укинам. Постои библиски превод кој што така вели. Немате да мислите дека сум дошол да ги укинам законот и пророците. Постои ли некоја разлика помеѓу укинам, поништам и така натаму? Не сум дошол да ги поништам, што законот или пророците вели тука, туку да ги исполнам. Сега, 18 стих, што ни кажува? Бидејќи и тој треба да го прочитаме. Зашто вистина ви велам. И да не ги кажеше Исус овие зборови, зашто вистина ви велам, тоа што следи, пак е вистина. Бидејќи Господ го кажува. Но колку е вистина, ако пред да го каже тоа што сака да го каже, ги употребува овие зборови. Вистина ви велам. Што значи тоа? Ја нагласува важноста на тоа што сака да го каже. Не дека другите негови изјави не се вистинити или може би се сомнителни. Но кога пред да каже нешто вели вистина ви велам, значи го нагласува, ја нагласува важноста и вистинитоста на тоа што следи. Дури постојат небото и земјата, ниту една буквичка, вели тука овој превод, или црта од законот, нема да се измени додека не се исполни се. Како вели вашиот превод? Има некоја разлика? Некоја битна разлика? Случајно? Добро, тоа не е битно. Додека не се исполни или збидне. Збидне? Додека постојат, што е тоа што Исус го нагласил со зборовите вистина ви велам, додека дури постојат небото и земјата, денес постојат? Се уште постојат. Тие небо и земја што биле во Христово време, се уште постојат? Да. Дури постојат небото и земјата, ниту една буквичка или црта од законот нема да се измени додека не се исполни се. Интересно. Додека... нема да ги снема. Добро. Благодарам. Или нема да исчезне. Што значи ова? Значи, во контекст на зборовите немојте да мислите дека дојдев да ги поништам законот или пророците. Не сум дошол да ги поништам, туку да ги исполнам. А во 19 стих вели: и така, оној што ќе наруши една од тие најмали заповеди и така ги научи луѓето, ќе се нарече најмал во Царството Небесно. А оној што ќе ги исполни и поучи, тој ќе се нарече голем во Царството Небесно. Кои заповеди? Кои се овие заповеди? Што мисли Исус кога вели законот или пророците? Што мисли Исус кога вели дури постојат небото и земјата, ниту една буквичка или црта од законот нема да се измени, вели овој превод, или исчезна, како беше? Да снема. Константинов вели така? Додека не се исполни се. Што мислел Исус? И што мислеле евреите, кој ќе се каже законот? Вие што мислите кога слушате зборот законот? Што мислат адвентистите на седмиот ден
воопшто, и не само тие, кој ќе се рече законот, декалогот, 10 заповеди и така натаму. Што мислел просечниот евреин, особено од тоа време? Да, кога ќе се слушне, кога ќе се прочита, кога ќе се спомене законот. Тората. Што е тоа Тората? 5 Мојсееве книги, целото петокнижие Мојсеево. Што значи изразот законот или пророците? Што значи тоа? Значи, петокнижието Мојсеево и пророчките книги. Значи, сите други пророчки книги, освен Мојсеевите книги. Тоа инаку била скратена верзија, законот или пророците, на еден друг комплетен назив за истото нешто, што го наоѓаме во последната глава од Евангелието според Лука. Која е последната глава според Лука? 24 глава. Да. Да отвориме таму. Лука 24 глава. Што читаме тука? Исус им се придружил на двајцата ученици на патот за Емаус. И да не читаме се, кога овие, мислејќи се уште дека му зборуваат на некој странец, го завршија својот говор, својата поплака, својата жалба. 25 стих. Тогаш Исус, значи, им рече: О, безумни! Каков израз! Како ќе се почувствувате ако Исус вас ве нарече овака? Видите, Господ кога беше на земјата не беше политички коректен. Беше или не беше? Не беше. Ич не беше. Како би се почувствувале ако Исус вака ви се обрати? О, безумни! Ке се навредите? Срцето ви е споро за да поверувате во се што рекле пророците. Не требаше ли Христос така да пострада и да влезе во својата слава? И потоа што пишува? 27 стих. Па како почна од Мојсей и од сите пророци, им зборуваше што е кажано за него, каде? Во целото писмо. Значи, што значил изразот законот и пророците? Целата старозаветна Библија. Целата старозаветна Библија или целата Библија што тогаш постоела до тој момент. До тогаш, до кога Исус се уште бил на земјата. Да отвориме сега во 44 стих, малку понапред, при крајот на главата. 44 стих. Па им рече: Ете, тоа е она за што ви зборував
уште додека бев со вас. Сега им се обраќа во Ерусалим, откако се вратија назад, со се двајцата од Емаус, на сите ученици. Ете, тоа е она за што ви зборував уште додека бев со вас, зашто треба да се исполни се што е запишано за мене каде? Во законот Мојсеев и кај пророците и во псалмите. Ево е комплетниот израз. Закон, пророци и псалми, или на еврејски Тора, Невиим и Кетувим. При што последниот израз, значи законот, пророците, последниот израз Кетувим, значи списите или останатите списи. Нешто што би можеле да го наречеме разно. Значи, Старозаветната Библија се состоела од Мојсеевиот закон, петокнижието, Тората, сите пророчки книги и мали и големи пророци, значи пророците, и останатите книги. Тука се наречени псалми, бидејќи псалмите биле најголемата и најбројната од сите останати. Инаку тука спаѓаат и Соломоновите списи, проповедникот, изреките, тука спаѓаат книгите Естира, Рута, книгата за Јов. Значи сите останати списи, но псалмите биле како најголема книга и затоа ги представуваат останатите списи. Законот Мојсеев, пророците и псалмите. Интересно е, дали се сеќавате дека на Исуса му беше поставено прашање, рави, што значи учителе, која е најголемата заповед во законот? Сеќавате на тоа прашање? Која е најголемата заповед во законот? Вие како би одговориле на ова прашање? Еве некој вас да ви го постави прашањето. Која е најголемата заповед во законот? Адвентистот би одговорил саботата, четвртата заповед. Со право би одговорил така. Па да, нели Елена Вајд во својата визија, кога го видела декалогот во небесното светилиште, четвртата заповед светела со посебен сјај, поизразен сјај. Зашто првите 4 заповеди светеле повеќе од другите 6, а од првите 4, кои што светеле повеќе од вторите 6, четвртата светела најмногу од сите тие 4. Добро. Но како Исус одговорил на ова прашање? Еве, бидејќи слава на Бога, почнуваме уште од попладнево денес со новата библиска поука и многу се радувам што Евангелието според Марко ме враќа на пролета 2005 година, кога тогаш се проучуваше Евангелието по Марко во библиската поука и сега повторно. Марко 12 глава, 28 стих. Тогаш пристапи еден од книжниците, а овој не било било кој. Че овој бил законник, овој бил експерт, овој бил доктор по теологија. Тогаш му пристапи еден од теолозите, кој ги слушаше како се препираат и увиде дека Исус им одговараше добро на садукеите пред тоа. Па го запраша, која е прва, вели овој превод, од сите
заповеди, најважна, најголема. А Исус му одговори, најважна од сите заповеди е. И што кажува сега? Чуј, Израеле, Господ, Бог наш, е еден Господ. Прво ја кажува познатата израелска Шема. Шема Израел, Адонај Елохену, Адонај Ехад. Затоа возлюби го Господа твојот Бог со сето свое срце и со сета своја душа и со сиот свој разум и со сета своја сила. Ова е најважната заповед. Интересно. Понатаму вели, а втората е слична на неа. Возлюби го својот ближен како себе си. Друга заповед поголема од овие нема. Како одговорил теологот, стручњаков, експертот, законикот, 32 стих вели, книжникот му рече, добро учителе, право кажа дека Бог е еден и дека нема друг освен Него. И така натаму. Дури Исус го пофалува на крај и му вели, не си далеку од Царството Божие. Која заповед од законот ја цитирал Исус кога одговорил на прашањето која е најголемата или најважна од сите заповеди? Која заповед ја цитирал? Како? Која заповед ја цитирал Господ? Првата заповед? Како гласи првата заповед? Не, како гласи првата заповед? Како почнува? Кој те изведе од земјата египетска, од домот на робството. И немој да имаш други богови освен мене. Исус тоа го цитирал? А што цитирал Исус? Дали цитирал нешто? Кој текст го цитирал? Видите, некои протестанти се толку неупатени, бидејќи не читаат Стар Завет, што мислат дека со овој одговор Исус дал некој нов закон, што наводно го немало пред тоа. Дори мислат дека со овој нов закон Христос го променил или го поништил и на декалогот и на негово место, на местото на 10 заповеди, дал овие две нови заповеди. Но овие заповеди воопшто не биле нови. Значи, теологот на Исуса му поставил прашање, учителе, рави, која е најголема заповед во законот? Исус одговара на поставеното прашање. Исус не измислува нови заповеди што ги нема во законот. Исус одговара на поставеното прашање. Од каде цитирал Исус? За да го каже одговорот што го дал. Од каде цитирал? 6.4. Ајде да прочитаме таму. 5-та книга Мојсеева, 6 глава, 4 стих, значи повторени закони. 6 глава, 4 стих вели: послушај Израеле, Господ нашиот Бог е единствен Господ. 5 стих: сакај го Господа твојот Бог од се срце, со сета душа твоја и со сите сили твои. Исус ова го цитирал, нели? Има некоја битна разлика во другите преводи? Нема. А втората заповед, возлюби го својот ближен како себе си, каде се наоѓа таа во законот? Од каде цитирал за да ги каже овие зборови?
Трета книга Мојсеева, значи Левитската книга, Трета Мојсеева, 19 глава, 18 стих. Ајде да отвориме и таму. Трета книга Мојсеева, 19:18. Исус цитирал само дел од стихот: да не се одмаздува раката твоја и не биде им непријател на синовите од народот твој, туку сакај го ближниот свој како самиот себе, јас сум Господ. Значи, Исус во одговорот на ова прашање цитирал навистина некои заповеди, но не цитирал од Декалогот, цитирал од Мојсеевите книги. Бидејќи тоа е тоа што евреите го подразбирале под законот. Целото петокнижие Мојсеево. Интересно е што поимот закон понекогаш се проширувал и надвор од петте книги Мојсееви. Понекогаш само со зборот закон се опфаќала целата старозаветна Библија. Значи и законот, и пророците, и псалмите. Затоа имаме еден друг пример во Евангелието според Јован, 10 глава, Евангелие според Јован, 10 глава, 33-34 стих. Значи, во една прилика се вели јудејците се фатија, зедоа камење за да го убијат. Тоа е 31. Затоа што Исус рече, јас и Отецот сме едно пред тоа. 32 стих вели, Исус им одговори, многу добри дела ви јавив од мојот Отец, за кој од тие дела фрлате камење на мене? Му одговорија јудејците, велејки, за добро дело камење не фрламе на тебе, туку за хулење, зашто ти, иако си човек, се правиш Бог. Кога Исус рекол, јас и Отецот сме едно, евреите добро сфатиле што мислел. Како Исус се одбранил од ова обвинение? Немаше да има никакво значење за неговите непријатели, ако речеше и овој пат, како и пред тоа во други прилики, па јас на вистина сум Бог. Но овој пат им дава друг одговор. Исус им одговори, не е ли напишано во вашиот закон, јас реков, богови сте? Каде е ова запишано во законот? Некаде во законот е запишано ова нешто што Исус го цитира тука. Јас реков, богови сте. И потоа малце коментира на овие зборови, ако тој ги нарече богови оние кон кои беше упатено Словото Божио, а писмото не може да се урне, а на оној ли кого го освети Отецот и го прати во светот, вие велите хулиш на Бога, дека реков јас сум Син Божи. Нас не интересира прашањето, каде во законот се наоѓаат овие зборови, јас реков, богови сте. Од каде цитира Исус? Каде се наоѓаат овие зборови? Може да ги најдеме. Ајде, можете да користите секакви помагала. Да видиме каде се наоѓаат овие зборови и од каде Исус ги цитира. 82 псалм, 6 стих. Навистина таму пишува, јас реков, вие сте богови, вие сте сите синови
на Севишниот. Интересно. Меѓутоа, кога Исус рекол дека ова нешто е запишано во вашиот закон, а цитира од псалмите, што покажува, дека дури поимот закон не се ограничувал понекогаш само на Мојсеевите книги, туку ја опфаќал, само поимот закон ја опфаќал целата старозаветна Библија. И сега доаѓаме до клучното прашање. Исус рекол, немојте да мислите дека дојдов да ги поништам законот или пророците. И додека постојат небото и земјата, што? Ниту една буквичка, ниту една јота, ниту една црта од законот нема да исчезне. Нема да ги снема, додека се не се исполни. Дали Исус укинал било што од Мојсеевиот закон? Мнозина велат дека Исус го укинал законот. Дури мислат дека ги укинал 10 заповеди. Го укинал целиот закон. Некои мислат, тука се и адвентистите, и методистите, и мнозина други, дека Исус не го укинал декалогот, моралниот закон, но дека го укинал обредниот закон, церемониалниот закон, или како што рече Џон Уесли, законот што се однесувал за наредбите, за жртвите, за службите во храмот, значи сите церемонии, обреди и така натаму. Но Исус рече, немојте да мислите дека дојдов да укинам законот или пророците. Нема ниту една буква, ниту една цртичка од таму да исчезне додека не се исполни се. Сега, кому му верувате? На Исуса или на сите христијански цркви? Сите христијански цркви се согласуваат, и адвентичката црква, дека Исус укинал некој, барем некој дел од законот. А Исус тврди, пазите кој консензус, сите христијани се согласуваат дека Исус укинал, некој велат целиот закон, а некој барем дел од законот. А Исус вели, немојте да го помислите тоа, бидејќи ниту една цртичка, ниту една јота, ништо од законот нема да исчезне додека се не се исполни. Кому му верувате? Зошто? Зашто е Господ? А ке му верувавте ако пред вас стоел Исус, ама вие за него мислите дека е обичен галилејски столар, кој што и не завршил теологија, не учел во рабинските школи, политички некоректен, некој независен проповедник, некој непризнат, нелегален, нелегитимен, дури нарушува сабота, гази сабота. Ке му верувавте тогаш? Колку лесно би го осудиле да бевме ние на местото на евреите. Зошто? Зато што ние си веруваме на нашата црква, ние си веруваме на нашите водачи, ние веруваме на нашите оци, ние веруваме на нашиот синод, ние веруваме на нашата конференција, ние веруваме, треба да редам уште повеќе. Овој зборува противно на сите овие нешта и сите овие работи.
Вистината е дека Исус не дошол да укине било што од законот. И ништо од законот не е укинато. Зошто тогаш не сме должни да исполнуваме се што е напишано во законот? Дури церемонијалните жртви, крвните жртви. Еден куп одредби кои што воопшто не ги исполнуваме денес. Не ги вршиме денес. Тоа ми се допаѓа. Тоа и сестра Ивана го потацираше кога ја водеше поуката. Христос мисли нешто суштински важно кога вели не дојдов да укинам, туку да исполнам. Постои една друга причина, поважна, за која немаме време да зборуваме, ниту денес, ниту во една сабота. Имено она што често пати апостол Павле го нарекува, ние не сме под законот, туку сме под благодат. Бидејќи не сме под законот, не сме должни да исполнуваме се што е напишано во законот. А на Галатјаните што им рече? Ако се обрежете, значи ако мислите дека тоа ви е верска должност, дури тогаш сте обврзани да исполнувате се што е напишано во законот, а не само селективно што ви се допаѓа. Но ние не сме под законот, туку сме под благодата. Што значи тоа? Друг пат. Сум зборувал и порано, ако даде Господ и во иднина. Но денес сакам ова да го потенцирам. Кога нешто е исполнето, има ли смисол повеќе да се прави? Еве ќе земеме еден пример. Некој од вас деновиве присуствувавте на свадба, нели? Како беше, убаво беше? Дејан и Луиза беа. Сега, дали има смисол за Дејан и Луиза сега, допрва, во иднина, да направат веридба? Че тие се веќе маж и жена, се. И сега во иднина, или да речат, ама знаеш што, ние немахме веридба направено. Како што велеа мнозина, вие се крстивте? Убаво, дури и Светиот Дух го примивте? Ама не сте биле обрежани. Има смисла да прават веридба? Тие се веќе во брак, маж и жена. Треба да прават веридба? Со проповедник, со свештеник, со церемонија, прстени лево-десно. Има смисол да прават веридба тие што се веќе во брак? Зошто? Тоа е безсмислена работа. Што би сведочеле некој маж и жена, што би сведочеле ако прават веридба, а веќе се во брак, веќе биле венчани пред тоа? Што би сведочеле со веридбата? Дека не се во брак? Или дека самите се сомневаат во бракот, во брачниот завет. Се сомневаат дека не бил склопен, дека не бил склучен бракот. Така би сведочеле. Што би сведочеле сите ние ако денес правиме курбани, колиме јагниња, овци, јариња? Што би сведочеле со тоа? Дека Христос, Месијата, неговата жртва, единствената жртва која што помирува, која што спасува, која што простува, која што брише гревови, се уште не била принесена. Вистинскиот Месија се уште не дошол. Неговата крв се уште не била пролејана. Видите, и првите христијани имале проблем да го разберат ова.
Затоа и после Христа, и после крстот, и после воскресението, мнозина продолжувале со крвните жртви. Дори апостол Павле пред да биде уапсен во Ерусалим, читаме таму Дела 21 глава, му предлагаат: да, слушавме куп вознемирувачки гласини за тебе, дека зборуваш против законот и така натаму. Дај, за да докажеш дека не е така, што му предложиле? За да докажеш дека не е така и дека се тоа лажни гласини, Ерусалимската црква со сите старешени и водачи во неа, начело, што му предлагаат на Павле да направи? Значи, да изврши еден ритуален обред на очистување, кој што бил пропишен во Мојсеевиот закон, и било пропишено во тој обред на очистување, што да направи? Да принесе крвни жртви. И дори подоцна се вели како кога бил уапсен, Павле разговарал со еден свештеник за тоа какви жртви треба да се принесат, за тоа очистување. И тогаш некои од евреите што дошле од Азија, од Мала Азија, значи денешна Турција, го препознале и кренале джева. И настана седа таа гужва, која што заврши со Павловото апсење. Значи, тие сметрале дека и понатаму треба да се принесуваат крвни жртви за да се очисти човек. Толку било тешко да се прекине традицијата и да се свати дека Христос е вистинската жртва, единствената жртва и дека само неговата крв очистува. Крвта на јариња и телиња не може да ги брише гревовите. Не може. Животинската крв не може да ве очисти. Таа служела само како предслика, само како символ на Христовата крв. Во иднина на Месија, неговата жртва, која што единствено спасува, простува, исцелува, очистува, оправдува и посветува. Нему нека му е фала и слава. Амин.